Законот за јазици во моментов е во почетна фаза на работа, потврдуваат за телевизија Нова од Министерството за правда. Нацрт текстот го добивме, се уште не е формирана комисија, но многу брзо ќе го сработиме и доставиме до владата, вели заменикот министер за правда Оливер Ристовски. Дека законот е во правда, денеска објави премиерот Заев и најави дека владата ќе го донесе пред локалните избори. Законот повторно стана актуелен по изјавата на Зијадин Села, кои услови, доколку законот не биде донесен во 100 дена од владата, тој ќе ја напушти коалицијата. Заев вели дека не купува време со јазикот и оти законот пред да влезе во собрание мора да оди на мислење на Венецијанската комисија, бидејќи така барала Европската унија. Со донесување на законот за јазиците, Заев смета на гласови во пресрет на локалните избори во октомври. Владата ќе го донесе законот сигурно пред локалните избори, ако бидеме подготвени со венецијански комисии, ќе го донесеме и на парламент законот. Народот сака решавање на проблемите. Никој не губи ништо. Согласно европските конвенции, секој има право на еднаквост во ова наше општество. Сите имаме право на еднаков живот, сите имаме право ова наша Македонија да чувствуваме како своја и во правата и во врските кон државата. Веќе законското решение се подготвува од Министерството за правда. Опозицијата во парламентот е подготвена да испорача предлог закон за јазиците доколку тоа не го стори владината коалиција. Беса ќе ги сочека 100 дена од новата власт. Ако владата во првите 100 денови не го предложи законот за службена употреба на албанскиот јазик, ние како субјект тоа ќе го направиме, значи во собраниска постапка. Ние имаме драфт на предлог на закон за службена употреба на албанскиот јазик, значи како службен јазик, и ако во првите 100 денови тоа не биде направено од владата, секако дека ние како политички субјект и како парламентарна група тоа ќе го направиме. Според изјавите на партиски функционери на ДУИ пред да биде формирана новата влада, двојазични ќе бидат парите, полициските униформи, белите мантили, патоказите, документите во општините каде најмалку 20% од граѓаните зборуваат јазик различен од македонскиот. Дебатата во јавноста се водеше за тоа, дали законските измени ќе бидат во согласност со уставот или ќе отстапуваат од највисокиот правен акт.